Наместо секојдневна рутина, време е за светска авантура. Сигурно секој пат велиме да, секој пат сакаме на наш начин да си ги одбележиме датумите како што е меѓународниот ден на детето, ама и ова една семена приказна, идилична за некого прилично храбра и авантуристичка, меѓутоа секој пат велиме дека се обидуваме преку наши македонци, па и не мора да се нели македонци, да се влезе во очевли на другите и да се охрабриме. Некој пат тие убави приказни, авантури, полни со храброст, со едно, јас би рекол, алтруистичко уживање, некој пат знаат да создадат една нова инспирација, ново четиво животно, вака ако метафорички гледаме, и табула раса во животот. Не е залудно дека ја има таа своја 9-месечна авантура низ светот. Славица Савеска Кењереш од Скопје со своето семејство во моментот е во Скопје, некаде се речиси на крајот од своето 9-месечно патување и последната станица велат во срцето ни е Шпанија, така што тоа ќе биде за окружување за оваа нивна авантура. Ако појдете на социјалните мрежи, семејство на пат, ќе видите еден личен дневник на Славица и низиното семејство како објаснуваат и на некој начин едуцираат дека никој пат не треба да се плашиме од промените, па дури да бидат и 9 месеци кога треба да искочите од комфорната зона, како што вие тоа го направивте со вашите 13 години живот во Осло во Норвешка. И како што кажа Ивана, ќе те прашаме се. Нема гајле, спремна сум. Ако е рано наутро, подготвена за се. Добро ни дојде, добро утро во Телма телевизија. Фала многу. И да стигаат овие камери, бидејќи колку што малку знаеме со Ивана, е дека некој пат се делила вакви искуства студиски, меѓутоа си дипломиран економист, ама си направила некогаш и животна дистинкција, па си работела и со медиумот. Да, па почнав на медиуми уште кога бев во средното образование, некаде како му доаѓа втора, трета во средно. После имаше некоја пауза, па го завршив, отидов на факултет, го завршив факултетот, па повторно некако им се вратив на медиумите, се до моментот дека не се иселив од Македонија и отидов во Норвешка. Таму успеав да најдам некој премин, работев во некои невладини телевизии, студентски продукции. За да бидеш во допир со тоа. На почетокот да бидам во допир со тоа, пишував за македонски медиуми, но со годините некако се сменија работите, сега сум посветена или работам тоа за што студирав, но љубовта останува, сакам, убаво ми е, пријатно ми е кога сум пред камери. Да, ете, тоа се забележува и како велат, никогаш не е доцна ни да се наврати човек на такво нешто, или пак можеби во меѓувреме ако дојде време за тоа, но тука зборуваме за нешто друго или некоја пасија која што веројатно како семејство ја имате и ја негувате и во пракса ја реализирате. Ќе речеме доста храбро, ќе кажеме дека тоа е навистина вака од страна гледано за импресионирање, но и многу прашања како тоа успева, како се донесува таква одлука и како се влегува во такво нешто. Но за да дадеме еден добар вовед за оние кои што не следат, не знаат за што точно станува збор, ќе се навратиме малку наназад и мене лично ме интересира, верувам и нашите гледачи, првенствено од самата одлука за преселување конкретно во Норвешка, за животот таму, па до моментот кога се одлучувате како семејство за еден ваков чекор, 9-месечно патување, поголем број релации и веројатно тука ќе претпоставиме дека е потребна добра организација. Да. Па не знам, во тоа сега треба да се вратиме баш многу години назад. 2012, Да, така нешто. Мојот тогашен дечко, сегашен сопруг, отиде за... Исто македонец? Исто, да. Отиде за Норвешка, јас сакав да му се придружам нормално, барав да бидам дел од некои проекти кои што се го имаат седиштето во Норвешка, бев примена на еден таков, работев волонтерски една година, не добивав парична надокнада за работата, меѓутоа имав сместување и некој џепарлак за храна и така. И од таму некако се започна. Подоцна имавме среќа да успееме да најдеме работа во струка, не во струка, како сите македонци кои што си одат од тука. Почетокот е секој пат адаптација. Да, почетокот е адаптација, прифаќаш тоа што можеш да го добиеш и нормално се стремиш да отидеш на место каде што кое што одговара со твојата вокација или тоа што сакаш да го работиш.
Да, така што на почетокот работев и во градинка, работев и волонтерски во некои синдикални здруженија. Да. Лесно се наоѓа работа во Славица? Не. Не е лесно, дури мислам дека на последниве години дека станува и малку по тешко и комплексно. Норвешка не е Европска унија, меѓутоа ги има тие регулативи како му доаѓа ЕАС или не е дел од Европската унија, меѓутоа дава пари за да може да биде надвор од Европската унија. Јасно. Со тоа сите европејци со европски пасош можат да буквално дојдат, најдат работа и почнат да работат. За нас со македонски пасош работата е поинаква. Ние треба да најдеме работа која што е конкретна во нашето образование. Со тоа што работодавецот треба да гарантира дека токму ти си таа личност која што единствено може да извршува оваа работа, никој друг. Мојот сопруг има и македонско и унгарско државјанство и со тоа јас успеав преку неговото унгарско државјанство да ја добијам неговата работна виза и со тоа да можам да работам било што. Но за некој кој што доаѓа само со македонски пасош, работите се малку потешки, да речем. Комплицирани. А инаку да споменеме дека сопругот Славица ваш е и даскал, односно просветен работник по вокација, и тоа го работи сиве овие години во Осло? Работи во интернационално училиште, значи на англиски јазик. Па да, скоро па сите години во комбинација со други работи. Како и тука образованието и таму станува збор за некои процентуални работи, значи работиш 20% оваа година, следната 40, па 50, па мора да се комбинира со нешто друго. Јас во моментов работам нешто што е во мојата вокација, но претходно секогаш сум комбинирала. Во последниве 13 години секогаш сме имале и двајцата по 2-3 работи. За да се издржи можеби притисокот, нели, како новодојденци. Па не знам зашто, макар што и тука ние тоа го правиме некој пат, да. Некоја комбинација, јас последниве, не знам колку, десетина години сум имала 100% работа и плюс една работа која што сум ја работела за викенд или попладниња или да. Но тоа не е така едноставно, дури кога станува збор за кога ќе дадат децата, нели? Во прашање кога се тука, да. Да, и кога тоа треба да се изорганизира и да се изведе, нели, на најдобар можен начин. Знаеме колку и дури претходно зборувавме за тоа колку навистина треба време да им се посвети на децата, а истовремено во такви околности, такви услови неопходно е и да се работи. Тогаш како беше возможно, нели, сето тоа или тој процеси на прилагодување, но и на формирање семејство, нели? Тоа се сите тие години кога тоа впрочем и се случува. Па ние отидовме некаде во средината на, јас отидов при крајот на 2012-та, сопругот беше малце порано, неколку месеци порано. А керкичката ја добивме дури во 2015 година, така што имавме неколку години така речиси да застанеме на нозе и да го почувствуваме норвешкото општество како наше. Секогаш кога ќе дојдам тука, неизбежно на прашање ти фали ли Скопје, ми фали. Мислам, така. Тоа не знам на кого не би му фалела, јас пак сум поминала овдека 25-6 години од мојот живот. Меѓутоа, возрастниот живот, како возрастна личност, ми е во Норвешка и во Осло, и Осло го чувствувам сега веќе како дом. Исто свој, како и Скопје. Ми фали од Македонија и од Скопје, ми фали највеќе семејството. Убаво ми е кога ќе си дојдам и ќе си прошатам по улици, но нема на кантар кога би се ставила, секогаш би рекла семејството, па Скопје како архитектура многу подоле. Меѓутоа тоа целото чувство на припадност малку се менува низ годините кога човек поминува голем дел во странство, некако дури личниот идентитет помалку се менува. Јас сум овдека норвежанката, а во Норвешка сум македонката. И тие работи без разлика тоа што
вака да речам на возрастни години не ми влија да мене сега да се прашувам јас сега која сум или да се сомневам во себе си. Меѓутоа и без да ми каже некој, јас секогаш го имам тоа чувство на половичност. Дека сум пола-пола, дека веќе не можам да бидам целосно македонка, а дека никогаш нема да бидам целосно норвежанка. Да. Мислам дека ова е еклатантен пример дека ние на планетата Земја сме граѓани на светот. Ние се ја сакаме татковината, меѓутоа ако го гледаме некој хоризонтот наш и успехот на некоја друга географија, мислам дека никој не треба да не спречи, ама нели светот е во наша дланка. Именно со Ивана те прашавме бидејќи Норвешка знае да биде и индивидуална, интересна, динамична на свој начин, меѓутоа некој пат велиш ти стерилна, сурова, особено зимите кои што велиш дека не ги обожуваш многу можеби за оваа посебна земја. Зимите се долги, сиви, ладни, со многу мраз, со многу снег. На децата не им смета. Мене ми смета ако е надвор минус 15, има 2 прста мраз, а јас треба ќерката да ја придружувам до гимнастика, па да ја земам низ удолници и угорници. Тоа ни смета и ние низ овие години, особено од кога станавме родители, во зимата секогаш еднаш, а најчесто и 2 пати одиме на некаков одмор, затоа што норвешкото образование е такво што летниот распуст не е толку голем, а за цена на тоа има многу мали распусти во текот на годината. Значи имаат распуст во различни календарски. Има распуст значи на крај на декември со јануари, па има повторен распуст во февруари, па за Великден има повторен распуст, па потоа има во октомври распуст, што е есенски. Славица за распустот за недела дена. Да. Во октомври и потоа нели повторно доаѓа декември. Во мај има многу празници кои што ако се склопат неколку денови слободни, може да се направат и тоа да биде еден распуст, тогаш е денот на државноста, 17 мај, кој што се празнува баш на големо, и 1 мај е неработен, така што практично доаѓа на секој 2 месеци да има некаков одмор, и ако човекот така е желен да побегне од секој невието, како нас, ке си најде причина да си ги искористи сите овие одмори. Инаку што работите, Славица, во Осло? Јас работам во економскиот оддел на предпријатие за изнајмување на коли, Hertz, а сопругот нели во образование. Да, тука се доведува прашањето сега со Ивана, хомскулингот ќе го споменем, меѓутоа толку поради тие зими, вие сепак одлучувате една зима да прескокнете. Кој беше иницијаторот сепак? Правиме 9 месеци план да заминеме со семејството на пат, така и всушност на иницијалите, односно платформата ви се вика Семејство на пат на Инстаграм, таму може да ги видат вашите лични патеписи што се види. И веројатно не личен како личен впечат, туку како лично видување за едно прилично добро објаснување за оние кои што ве следат и кои се прашуваат ете исто како и ние за самата одлука, за начинот на дефинирање на дестинациите, зошто токму таму, па колку финансиски тоа е потребно да бидеме подготвени, па што значи ако сме отсутни 9 месеци од работното место и децата од училиштето и така натака, голем број прашања кои што се провлекуваат. Како вие одговоривте на тоа и на предизвикот кој што веќе е кон самиот крај, значи еден месец пред крај и веројатно и со тој впечаток дека испадна тоа кое што го мислевте и го очекувавте. Па не идовме на такви коментари како 9 месеци. Да, е некоја, да речам, неконвенционална одлука, како да кажам. Ние се водевме од тоа дека животот често ни оди во круг. Значи, знаеме што ќе се случи, рутински е, а често вака кога ќе разговараме и со други семејства кои што имаат мали деца, најдуваме на тој коментар, кога ќе ни пораснат децата, ќе патуваме. Ние сме почнале да патуваме уште кога првородената ќерка беше неколку месеци, значи првото патување ни беше во Полска, мислам дека беше некои 6 месеци. И можеби звучи чудно, ама со бебе е најлесно да се патува.
Бебето, освен оние, да речам, физиолошки потреби, бебето нема никои други посебни потреби и ништо не е различно од тоа ако го дислоцирате од домот во некој друг дом. Воопшто нема да примети. Малце е друга работата со нашите ќерки кои што се 5 години и 11 години. Оние како знаат дека не се дома. Но тоа не значи дека тие не идуваат на некои моменти да ќе беше фино да си бевме дома. Сега еве кога се наближуваме при крајот, значи имаме уште еден месец додека се вратиме на Норвешка, слушам коментари: баш се радувам кога ќе отидеме дома. Но во текот на целиот пат не слушавме такво нешто. Се завршуваше се на некои контакти со другарчиња преку месенџер, да си направат некој видеокол и тоа. Мислам дека сето тоа што ние го видовме, преживеавме и го доживеавме на најдобра животна лекција. На нашето патување беше не даваше простор за тие да се чувствуваат осамено или дека нешто им фали. Па според видеата колку сте имале активности, и со таа динамика веројатно цело време е исполнето квалитетно. Да, бевме 6 месеци значи во Азија, почнавме Филипини, Малезија, Бали, Тајланд, Виетнам. Да. Кои не знам други сега? Па почнавме сега, не знам по кој почнавме со Тајланд, потоа отидовме во Малезија, па Виетнам, Индонезија и Филипини. Па се вративме повторно тука. За текот на тие 6 месеци сменивме преку 20 сместувања. Во секој од земјите видовме барем по 3-4 градови. Убаво е да се биде на едно место, затоа што тогаш вистински можеш да се поврзаш со локалното население, вистински да видиш како локалците живеат, бидејќи тоа е нашата целта со патувањето. Не ни е целта ние да седиме во ресорт или да си се бањаат децата во базен и да живеат во стерилно окружување кој што воопшто не отсликува реалноста на локалното население и воопшто културата на земјата која што ја посетуваме, туку баш напротив, да ги видиме стаорците на улица, бубашвабите кои што бруталностите. Да го видиме светот. Мислам дека со тоа баш го видовме и доживеавме светот. Мислам дури дека ние во Европа сме помалку несвесни каков е светот. Дека поудобно живееме, да речеме. Да. Тоа што ние го имаме во Европа, баш напротив, не е реална слика на светот. Затоа што ти многу убаво спомена кога јас те прашав, а Ивана тоа баш, нели, кога се договаравме за интервјуто, дека веројатно најбавата животна лекција на твоите ќерки кои што потем, особено или поголемата, хоумскулингот беше задолжителен, односно нели домашното учење, да не ги изостави можеби предметите на наставата, затоа и ќе те прашаме. Всушност, она учи вистински за животот и светот, дека ништо не е совршено, дека има луѓе кои што велиш не пијат чиста вода, немаат чиста облека, покрив над глава во секој време може да падне и така натаму, бидејќи нели се е многу поразлично, особено иако раскошно изгледаат овие, да речеме, географии, особено азискиот дел, сепак се економски многу послаби од европските земји, градови. Точно, да. Мислам дека со тоа што ние пробавме да искусиме и да посетиме неколку делови во сите земји кои што ги посетивме, ги видовме и различностите и спротивностите. Значи имате некоја палата и одма до неа некоја трошна куќа. Имаше некои прашања од ќерките Славица до тебе, да сопругот, зарем вака живеат? Да. Ние сме среќни дека ви имаме вас, го имаме тоа што го имаме во Македонија, во Норвешка и така натаму. Ние и како родители и покрај тоа што тие се родени во Норвешка и практично не знаат за друго секојдневие освен норвешкото, на сите патувања досега, а и воопшто во секојдневието, знаеме можеби помалку да бидеме и сурови како родители и да го потенцираме тоа. Кога ќе некој рече ова јадење баш и не беше вкусно и ќе искоментираме да, гледам дека не ти се допаѓа, но тоа е јадењето што е денеска, ќе го јадеме ова јадење, гледам дека не ти се допаѓа, ама знаеш дека во светот има многу кои што немаат никакво јадење денеска на маса и денеска сме ние благодарни за храната која што ја имаме на трпезата.
но тоа е еден светоглед кој што веројатно може да се доживее така ако се може во ваква прилика или во на еден ваков начин да се види уште од мали нозе и веројатно тоа ќе биде дополнително ќе се гледа кај нив во текот на животот, да се научи тоа на тем мали нозе или во млади години е навистина една голема предност, но ако зборуваме од организацијски аспект, од она кое што е до некаде испланирано или до некаде очекувано, нели велиме ништо не може да биде 100% испланирано, заради тоа што не знаеме што не чека таму каде што ќе стигнеме. Особено ако се нели зборува за вакви релации или ваков вид на патување. Кои се можеби работите со кои што непланирано се соочивте, нешто што можеби на лице место ве изненади, непосакувано од една страна, а од друга страна што е она кое што пак ве воодушеви, а не беше очекувано да тоа така го доживеете? За среќа имавме само неколку, две поточно непријатни изненадувања во однос на сместување, кое што сме го гледале на Booking или на Airbnb и ни изгледало супер и одиме таму и сликата е нималку привлечна, ете да речам така, но болести кои што не е дека ќе те изненадат, бидејќи ќе се случат и дома да си, но се непријатно искуство, особено кога станува збор за земја во која што ти не го говориш јазикот, тие дури ни англиски не говорат, па сега одиме со Google Translate, јас пишувам, па им давам да слушнат, бидејќи дури не знаат да го прочитаат на својот јазик. Значи во такви моменти не е пријатно, да го употребам тој лесен збор, да речам дека не е пријатно. Тоа што секако ни остана практично од секое место во кое што бевме, во некој повеќе, во некој помалку, меѓутоа од секое место кое што ни остана како многу драг спомен е таа топлина која што се чувствува од локалното население. Значи ти одиш по улица во Тајланд и тие се целосно воодушевени од децата, доаѓаат да ги допрат, да ги погалат. Подароци небројни добија, значи доаѓа од другата страна на улицата, само не видела дека поминуваме и во кесата буричка наоѓа еден чипс и им подава. Каква великодушност. Да. Нешто што, значи одиме ние за да им дадеме пари, а практично добиваме подароци, нешто што не сме го очекувале воопшто. Значи, многу ете така некое топло чувство ти создава некоја дека си добре дојден, дека си посакуван, дека им е убаво што си таму. Особено во Тајланд би во свет на агресивен конзумеризам дури се прашуваш, добро има некој тука кој што го дава срцето што се вели лека. Да, ма знаеш, во многу ситуации се почувствував видновна како сега јас европеецот кој што доаѓам да ги оставам парите во локалното општество, добивам практично повеќе од тоа што сум платила. Значи одиме да купиме некој шејк и чичкото на излегување им дава две корнфлексчиња малечки, затоа што така му е многу убаво дека. Па доаѓаат дечиња кои што се целосни како веројатно и не виделе белци, затоа што ние сакаме многу да се шетаме во затурени ќошиња во места каде што сокаци кои што можеби се непознати, па да се изгубиме, па да отидеме во некој ќорсокак, па да се вратиме, па од сите страни гледате па доаѓаат да се сликаат со нас, па не прашуваат од каде сте, што сте. Во Малезија беше малце потешко во однос на јазикот, Виетнам исто така, меѓутоа во Индонезија беше поприлично често да знаат англиски па да те прашат, во Филипини можеби највеќе од сите овие земји. Меѓутоа во голем дел од тие земји каде што го немаат јазикот, го имаат телото како јазик. Значи просто можеш да им прочиташ од лицето дека баш онака им е фино што те виделе. Баш тебе денеска на улицата, а ти си таму по баш некоја случајност на. Со Ивана споменавме, иако одлучувате да прескокнете зимата во Норвешка и да го започнете всушност нели проектот семејство на пат, колку е адаптибилно да речеме, односно норвешкиот систем
флексибилен за да ви дозволи на некој начин на тебе и на сопруга да го направите ова лично патување и како што кажуваш ти и покрај да речеме оние реципроцитетни календарски распушти кои што ги имаат децата сепак мора да се дел од наставата постојано или за да може да обсервираат повеќе од образовниот систем во Норвешка. Меѓутоа хоумскулингот или домашното учење е исто така една опција која што ја дава норвешката образовна институција. Ние го категоризираме како хоумскулинг, меѓутоа по норвешки закон ова што ние го правиме не е хоумскулинг, бидејќи за да биде хоумскулинг треба тие вистински да си бидат дома. Тие не се дома. Значи ова што ние го правиме е, не знам, надвор школа, word schooling, нешто така. Ама прифатено и тоа. Да. Според законот за образование во Норвешка секое дете мора да се образува, меѓутоа начинот на кој што се образува, институцијата која што се одвива образовниот процес не мора да биде училиштето. Има во последниве години посебно има многу кои што го прават вистинското хоумскулинг, значи децата живеат дома во Норвешка и нивните родители ја преземаат обврската да се грижат за нивниот образовен процес и да практично го ја вршат наставата како наставници. Секако се поддржани од синдикално здружение кој што неретко организира заеднички средби, посета на, не знам, еве баш пред некој ден ми стигна еден таков мејл, посета на зоолошка, посета на парламентот. На тој начин таквото образование го сметаат за еднакво добро како и образованието кој што се одвива во училиштето. И затоа ние практично ја имаме ова слобода да керката прави домашна на плажа или кога ќе посетиме некој музеј да и биде тој часот по општество или. И така го држите ченијето на самите лекции на Секако имаме увид во наставниот план, знаеме кои теми се обработуваат, меѓутоа имаме слободата да ги смениме и прилагодиме на тоа што нам не одговара. Дел од во нивниот учебник беа за учење на поларната мечка. Нас не ни одговараше да учиме за поларната мечка додека седиме на 35 степени на плажа, па го сменивме за да учиме за морските жилки. На некој начин да се адаптира и атмосферата во која што се наоѓа. Да. Така е, да, и тоа е една олеснителна околност за да може да се изреализира едно вакво патување, а ако зборуваме за изучувањето, поточно тие се родени таму и со текот на образованието си го учат посекако норвешкиот јазик, но колку беше тешко за вас да го совладате тамошниот јазик? Веќе сум заборавила, знаеш, некако може би човек и тие работи кои што не му биле пријатни ги остава зад себе и воопшто не ги перцепира дека некогаш постоеле. Не е лесно, значи јас отидовме ние на колку му даѓа 26-7 години, тотално незнаени за норвешкиот јазик, практично норвешкиот и воопшто било кој од скандинавските јазици се јазици кои што ние во никаков допир не сме биле. А и немаат премногу сличности, така многу. Па дури еве човек кога човек би имал, јас имав во училиште и во основно и во средно училиште учев англиски и француски. Кога би имала германски, тогаш би имала на некој начин допир, бидејќи норвешкиот јазик ги има корените од германскиот јазик, но е има поедноставна граматика од германскиот. Но многу зборови кои што се слични или асоцираат. По звучноста или некоја. Така што нас ни беше баш на од корен учење нов јазик. Не е лесно, како би било кој јазик учење, ништо не знаеш и најнаш кликнува и почнуваш да ги сваќаш работите. Со текот на времето, колку што си ти поопуштен да го говориш, толку полесно ќе биде и да ги фатиш оние локални акценти. Тие имаат многу дијалекти, многу се горди на своите дијалекти, така што дури на националните телевизии секој презентер си говори на својот дијалект.
Тоа би значило еве да речам ако имаме некој од Виница, од Кичево и од Битола, секој си го зборува својот дијалект, додека им доаѓа некој гостин кој што зборува скопски, да речам, дијалект. Што не е баш случај можеби во нели други, да речеме, национални телевизиски куки. Така што, еве, баш добро што ни го сподели, ни го сподели. Имавте проблем можеби со работодавците конкретно за ова 9-месечно патување? За среќа помина добро. Прости на дигресија, со Ивана ќе гледаме нели твоите лични патеписи, дневникот кој што го водиш на нели семејство на пат на Инстаграм, знаеш убаво да појасниш и обясниш дека нели често знаело да стигне коментар во најголем дел на луѓето се воодушевуваат за храбриот чекор, меѓутоа сигурно ти има доста средства, а вие сосема спротив да кажувате дека идете само со 4 ранчиња и така ги шетате всушност земите и дека практично парите или кои што сте ги обезбедиле за ова 9-месечно патување, поевтино ве чинело вашето патување отколку да бидете во Норвешка во тој период. Тоа што го сподели. Да, можеби не во целост така, бидејќи авионските билети се скапи, да. Но збирно не би било ништо по-скапо, тоа да речам дури и за исхрана трошевме далеку помалце во Азија отколку што трошиме дома во Норвешка. Со тоа што во Норвешка јас купувам производи и ги подготвувам сама, во Азија поголемиот број на оброците ги купувавме надвор. Но ја имав среќата во однос на работодавецот кога кажав, знаеш, јас ние 9 месеци кога ме нема. Бев многу внимателна, тргнав со тоа, јас сум многу задоволна од работата, јас сакам, ми се допаѓа, што е вистина. Значи, јас не фингирате ништо, така? Ништо не лажев, но со едно така поголемо но, ние решивме 9 месеци да патуваме и би сакала да добијам неплатено отсуство. И сега беше напред-назад што и како ќе биде и дојдовме на еден компромис да добијам 80% неплатено отсуство, а 20% да работам. Значи, еден ден во неделата да го работам, што функционираше се до еден момент кога компјутерот ми го хакна и немав пристап на ништо. До системот каде што работите практично со компанијата во Норвешка? Немаше никаква можност да тие ремоут го решат тоа. Не беше решение јас да купам нов компјутер, бидејќи системите во кои што работам не можев да ги инсталирам и да ги добијам, додека сум на една точка од остров од 2 километри во средината на Индонезија. И во тој период мораше да одиме со алтернатива. Јас ги советував моите колеги што и како да работат, бидејќи одредени обврски беа само мои и немав некој бекап на работа. И функциониравме на телефон, па зумирај, па речи кликни тука, кликни не таму, малце подесно. Беше интересно. Но и поради тоа, можеби сплет на некои други околности, се вратив во Осло да си го земам работниот компјутер. Ке те прашавме, ги тебе одговори. Сепак. Со Ивана се прашуваме само при крај на разговорот. Ова ваше 9-месечно патување отприлика завршува за скоро, меѓутоа за крај ја чувате Шпанија и како вели Шпанија ни е во срцето, како и за многумина. Топла, срдечна, велат и дека многу сензибилитетот, дури и шпанскиот амбасадор во Македонија во една ситуација знае да каже многу сме слични, тука делиме слични некако можеби нели топол јазик, топли начини на гостопримство и така натаму. Така што сега во моментот сте во Скопје да ги видите вашите сакани и блиски и за скоро завршува патувањето со Шпанија. Да, заокружуваме со еден месец во Шпанија. Се радуваме многу. Шпанија ни е баш онака, си ја сакаме, дури кога збирно вака ќе погледне човек, поголемиот дел од нашите патувања биле во Шпанија. Шпанија е голема практично. Ете и Канарските острови од другата страна што се баш она и Норвешка дестинација за повеќе норвежани. Одиме во места кои што во 2 места во кои што не сме биле во Шпанија.
Почнуваме со Мадрид, па Севилја и потоа одиме на место кое што е во близина на Малага. Малага сме ја виделе. Дури на тоа место Фуенгирола кај што одиме сме биле претходно. Славица, го користите јавниот превоз исклучиво? Само јавен превоз? Сакаме многу. Значи, баш е убаво. Осем тука малку. Кога ќе си комплицирано. Овде, да, оваа година некако ми потврдивме со јавниот превоз. Ми стана комплицирано. А иначе многу сакаме, значи ние било кога сме патувале, дури и некогаш на наша штета, затоа што во одредени места такси или Grab или Uber или би било некако слична цена како и 4 наши билети, затоа што во голем број на земји над 2 години веќе скоро целосен билет. Ама има нешто посебно убаво така да си влезеш па да видиш локалците како функционираат. И Шпанија и поголем дел од други азиски земји ги нема тие, знаеш, телефони и секој со своето си седи. Doom scrolling, што би рекле американците. Да, туку повеќе така и си седат и не прават ништо. И баш убаво да го имаш тој контакт, па да ти се насмевнат, па нешто ќе те прашат, па ќе ти кажат или само ќе се насмевнат бидејќи не го говорат јазикот, дури едно здраво не знаат да кажат. Така некако сакаме да ја доживуваме земјата во која што патуваме. Одлично, ете, ќе посакаме сега на самиот крај среќен пат за Шпанија и уште едно доживување токму таму, во една од омилените земји и веројатно многу спомени ќе ги заокружат овие 9 месеци, но и една, како видиме, едно животно сознание или нешто кое што навистина од непроценливо значење или огромно богатство, како за вас, особено за вашите деца. Може би пример и мотивација за некој кој што размислува на таков начин, се чувствува дека може да го направи тоа или нешто кое што веројатно ја дава дополнителната слобода како човек. За нас како родители ни е многу важно да поминуваме време со нашите деца и гледаме дека секојдневието практично те гази. Ти повеќе време со твоите деца поминуваат учителките во школа или воспитувачките во градинка и тоа нас ни сметаше. Сакавме да си купиме со ова патување, си купиме време со нашите деца, затоа што утре заутре можеби и нема да бидат нешто толку расположени да патуваат со нас, иако уште од сега одиме со подпишување на договори дека ќе ни ги даваат децата да си ги земеме, па да го доживееме и да го направиме сето ова со внуците, кога ќе дојде време. Прекрасно кажано. За инвестиција за водина. Приказната донесовме Сибана само да инспирираме и да влеземе барем накусовни во чевлите на вашите животи и искуство кое што верувам дека нема да го заборавите. Па здравје Боже, следен пат, втор дел, никогаш не е доцна. Како ќе даде Господ? Да бидеме здрави и живе. И беше драго да ти имаме. Голем поздрав до семејството и убав помин во Шпанија. Фала за убавиот разговор.